Благодарам подпредседателе, почитувани колеги и пратеници, почитувана јавност, почитуван премиер, почитувани министри. Согласно членот 83 од Деловникот на Собранието, по скратена постапка барам да биде ставен на дневен ред Законот за даночно ослободување со цел реализирање на одлуката за склучување на анекс на договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата. Имено согласно одлуката за склучување на анекс на договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата се изврши промена на намената на дел од средствата во конкретен износ од договорот за концесија случен помеѓу Република Македонија како концедент и ТАВ Македонија како инвеститор и ТАВ Холдинг како референтен оператор. Имено согласно наведената одлука, конкретниот износ на средствата треба да се користи за изведба на проектот за реновирање и опремување на хируршки оперативен блок, одел за анестезија, реанимација и интензивна нега со сите пропратни помошни простории во јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември Скопје и проектот за подобрување на капацитетот за патници во терминалната зграда Свети Апостол Павле Охрид. Со предложениот закон се има за цел да се направи ослободување од данокот на додадена вредност со право на одбивка на претходниот данок на финансиерот, ангажираните компании од финансиерот за реализирање на проектите и крајните корисници кои што во случајот се јавна здравствена установа Градска општа болница 8 септември Скопје и АД Аеродроми на Република Македонија. Со овој закон за даночно ослободување обезбедуваме 12,7 милиони евра за реконструкција на воената болница 8 септември во Скопје и модернизација на Охридскиот аеродром. Оваа инвестиција е клучна во транспортната и здравствената инфраструктура. Со реновирање и опремување на хируршкиот блок во 8 септември Скопје ќе се овозможи целосна реконструкција и модернизација на хируршкиот оперативен блок, оделот за анестезија, реанимација и интензивна нега, како и сите придружни простории во една од најголемите болници во земјата. Во Градската болница 8 септември докторите ќе оперираат во најсовремени сали, комплетно реконструирани и со најсовремена хируршка опрема. И покапаните кровови и застарените лифтови сега ќе станат минато за македонското здравство. Владата на ВМРО-ДПМН и коалицијата ќе направи огромен исчекор во овој дел, со тоа што вложува во огромна здравствена и патна инфраструктура и се тоа ќе биде финансирано од компанијата ТАВ Македонија, кои што ќе бидат и проектанти. ВМРО-ДПМН создава трајни вредности, затоа ги повикувам сите пратеници да се приклучат кон овој закон и да го поддржат истиот. Ви благодарам.